Ние сме држава која финале на куп во фудбал не може да организира во главниот град, мора у Струмица. Ние сме држава која меѓународен надпред Македонија, Албанија не може во главниот град во Скопје да организира во Струмица. Па тој за жал. Време у Благоевград, у Солун, у Кукушка има убави стадиони, тама ќе организираме бидејќи не сме во состојба да си ја зачуваме, спасиме државата, редот и безбедноста. Па за тоа зборам дека ние од 27 април де факто ние сме окупирана држава, а од средата со даването на мандат на Заев и компанија, неговата албанска компанија, ние и официјално сме капитулирали. Значи и де јуре, де факто и сега веќе и де јуре. Ние практично немаме држава и тоа го кажувам директно, независно дали 150, дали 300.000, кој ќе збори. Вистината е таа. Сега ние имаме два документи. Да. Ова е документот кој Зоран Заев го доставува до Ѓорги Иванов. Да. Има уште еден документ кој Зоран Заев го доставува до Али Ахмети. Ние не знаеме која е содржината на тој документ, меѓутоа врз база на тој документ кој го достави и го согласи со Али Ахмети, тој ги доби подписите на албанците за да може да го добие мандатот за формирање на новата влада. И вие имате влада која ќе функционира и ќе почива на два документи, едниот знаеме што содржи, другиот не знаеме и не една тиранска платформа. Така. Тоа се три документи. Тоа се три документи кои прават исклучително кревка таа влада. Ако Заев го подпишува и го дава овој документ, тогаш како Али Ахмети него ќе му верува, освен ако не му изгласа законот за езиците? Јас не сум сигурен дека ќе си веруваат. Господинот Заев некого има излажано. Или го лаже Ахмети, или го лаже Иванов, или не лаже сите нас. Или, не дај Боже за него, ја лаже Американска амбасада. Па можна и тоа, бидејќи се слушаат гласини дека ова што го дал како гаранција кај Иванов не било потврдено, односно одобрено од амбасадата. Имаше еден виц кој во Јана го кажувавме, доаѓа мало ромче. Таков е вицот, нели, не е одврана намерна ромската националност, има или на капетанот, друже капетане, ќе бегаме или ќе се предаваме. И како вас ви личи сега оваа ситуација? Некои две структури прогласија победа, и едните, другите прогласат победа. Што вие би прогласиле? Па, видите, поетот Раде Силен има еден добар стих по тој повод. Вели, во земја на каменни глави, поразот како победа се слави.